Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Почнуваме да живееме новата нормалност и затоа сите ние, и како поединци, и како општество, мора да се подготвиме за предизвиците што ќе следуваат. Борбата со коронавирусот треба да ја продолжиме преку целосно почитување на мерките за заштита на здравјето. Имаме обврска и одговорност преку доследно почитување на сите мерки да го заштитиме нашето, но и колективното здравје и со тоа да им помогнеме и на здравствените работници. Здравствената криза се намалува и се држи под контрола, но вирусот се уште е присутен. Затоа не смееме да се опуштиме. Носењето заштитна опрема на лицето, како маска или марама, одржувањето физичка дистанца и зголемената лична хигиена се дел од нашето секојдневие. Овие основни мерки за заштита мора да бидат наше правило од кое нема да отстапуваме. Наш заеднички влог за новата нормалност и заштита на здравјето на луѓето. Новата нормалност значи дека ќе мора да функционираме согласно протоколите за заштита при извршувањето на сите наши секојдневни обврски и активности. Политичкиот систем кој денеска е во крајно комплицирана состојба, исто така ќе функционира во рамките на оваа нормалност. Ние граѓаните на државата им се неопходни функционални институции, ново собрание и политичка влада со полн капацитет и целосен нов легитимитет од граѓаните. Исклучително е важно, подготвени да го дочекаме новиот бран на коронавирусот на есен, да го заштитиме здравјето на граѓаните и да ја рестартираме економијата. Затоа ни се неопходни избори во првиот можен термин за да го дочекаме септември подготвени. Изборниот процес, кампањата и гласањето ќе бидат организирани согласно здравствените протоколи, пропишани од надлежни институции кои ќе бидат безбедни за граѓаните, за нивното здравје и за сите учесници во изборниот процес. Покажавме дека знаеме и можеме да се справиме со тешки ситуации, како што беше здравствената криза, и да го заштитиме јавното здравје. Сега заедно ќе обезбедиме новата нормалност, ќе го заштитиме здравјето на граѓаните и ќе ја рестартираме македонската економија.